околу клиничкиот центар во Скопје. Чувствуваме потреба како асоциација на архитекти на Македонија да реагираме од повеќе причини за оваа тема. На почеток јас ќе дадам мал вовед на оваа пресконференција, потоа ќе му го отстапам местото на колегата и член на управниот одбор на асоциација на архитекти Иван Арсовски. Во сите наши изјави кои ги даваме кога ќе бидеме прашани за Скопје 2014, кој е оној дел од Скопје 2014 кој што е најнегативен, најлош, дали се тоа објектите, фасадите или скулптурите, секогаш како асоциација кажуваме дека најлош дел од проектот Скопје 2014 всушност беше тоталитарниот систем кој го наметна Скопје 2014 како проект. Тој систем се прошири како систем на делување за урбанистичко планирање и градба низ целата Република Македонија. Тој систем се карактеризира со комплетно негирање на архитектите како струка и нивно изземање од процесот кој што природно им припаѓа, планирањето и архитектурата. Тоа значи без никаква задршка можам да кажам дека последниве 10 години и можеби и повеќе архитектите не го креираат просторот во кој што сите живееме. Тоа е нивна главна задача во општеството. Архитектите се третирани како извршители на нечии замисли и нечии потреби и не се третирани како што би требало како креативни стручњаци во областа на планирањето и проектирањето. Изминативе денови сме сведоци на повторно отворање на прашањето за локацијата на клиничкиот центар. И повторно, како и секогаш, кога станува збор за некаква интервенција во урбан простор, или модерно кажано инвестиција, стручната јавност, која што се занимава со урбанизам и архитектура, не е запрашана буквално за ниедно прашање кое што е во врска со архитектурата и урбанизмот. За архитектура и урбанизам се зборува во нашето општество како градежништво и транспорт, тоа е сообраќај. Да, тоа се делови од нашата струка, но архитектурата и урбанизмот се многу покомплексни од единствено градење и сообраќај. Како што слушнавме од медиумите, владата размислува и анализира на која локација треба да се изгради клиничкиот центар. Тука се наметнува прашањето, кој е тој што размислува и кој е тој што анализира. Дали имаат направено тим од архитекти и доктори, кои што како струка се најзасегнати за овој проблем околу клиничкиот центар, или тоа се тимови на градежници и економисти, или воопшто нема тимови. За докторите не можам да тврдам дали се вклучени во процесот на одлучување, но за архитектите можам одговорно да тврдам дека ниту Асоциацијата на архитекти на Македонија не е прашана или не е побарано мислење од нејзина страна, колку што знаеме не е консултиран ниту архитектонскиот факултет, ниту Агенцијата за просторно планирање, ниту секторите за урбанистичко планирање на приград Скопје и општина Центар. Тоа значи дека ниедна релевантна институција која се занимава со планирањето на просторот и архитектурата не е консултирана и не е прашана за проблем кој што задира во урбанистичкото планирање. Ова значи дека одлуките каква околина ќе имаме повторно се решаваат од некого и од некаде. Планирањето на просторот не смее да се свати како желба на поединци. Како фела морам да кажам дека веќе сме заморени да бидеме прашувани за работи кои што веќе се ставени на крај. За да ја потврдиме или да ја негираме нечија идеја и некаква замисла. Но бидејќи Асоциацијата на архитекти на Македонија има должност да се грижи за изградениот простор во Република Македонија, повторно сме приморани да реагираме за истата работа за која што сме реагирали и пред неколку години кога беше најавен клиничкиот центар. Нашиот став, повторно треба да го кажеме дека клиничкиот центар треба да се гради на нова локација. Би му дал сега збор на колегата Иван Арсовски,
да малце се осврне на дадените локации, на двете дадени локации кои што ги слушаме во јавноста деновиве. Почитувани, во изминатиот период членови на Асоциацијата на архитекти на Македонија оствари неколку работни состаноци со инволвирани страни, професионалци од областа на урбанистичкото планирање, архитектурата, како и здравството, при тоа анализирајќи ги сите досегашни стратешки документи од областа на просторното и урбанистичко планирање, каде се планирани стратегии за избор на најсоодветен простор, локација, за изградба на нов универзитетски клинички центар во градот Скопје, а со значење за целата република. Од целокупната документација, претходна и сегаш, во изминатите 20 години, континуирано се потврдува планираната локација за нов универзитетски клинички центар, и тоа со Генералниот урбанистички план ГУП на град Скопје 2001-2020 година, Генералниот урбанистички план на град Скопје 2012-2022 година, урбанистичкиот план за градска четврт ССЗ-01, тоа е ознака на четврта, со Генералниот урбанистички план, со плански период од 2013 до 2022 година. И детален урбанистички план за нов универзитетски клинички центар Скопје, кој што е започнат во изработка, но прекинат. За изборот и погодноста на локацијата потврдува и интернационалната институционална поддршка од Европската инвестицијска банка преку изработената физибилити студија за дислокација на постојниот универзитетски клинички центар во Скопје, изработена во 2010 година. Како и искуства од Папскиот универзитетски клинички центар во Рим, Поликлинико Агостино Джемеили, дадени во предусловите за изработка на прелиминарната планска програма за нов универзитетски клинички центар во Скопје. Конкретно за јавноста да знае географски каде е позиционирана локацијата на новиот клинички центар и каде е опишана во стратешките плански документации, дека таа се наоѓа на територијата на општина Капош, во Скопје, на север од населбата Злокуќани и на југ подолжно железничката пруга со правец Скопје-Кичани. На истиот простор тангира психијатриската клиника Барговци и заедно ќе представуваат единствена просторна целина, а со тоа и цело интегрирање на здравствениот систем во Македонија. Планираната површина за реализација на новиот универзитетски клинички центар изнесува околу 94 хектари. Погодностите кои произлегуваат од изборот на локацијата од стратешките плански документации се географската поставеност на ниво на Република Македонија, релефната конфигурација, строењето и циркулацијата на воздушните маси, односно доминантниот правец и јачината, близината на централното градско подрачје на град Скопје и неговата структура и инфраструктура, одлична сообраќајна патна и железничка поврзаност и проточност, градска магистрална улица Словенешка и соборна улица Љубјанска, железничката пруга Скопје-Кичево, како и Скопскиот, каде што преку Скопскиот јазел се поврзува со цела Република Македонија, но и надвор од границите кон Република Косово и кон Република Србија. Можно за брз пристап до новиот клинички центар, универзитетски клинички центар за специјалните возила, односно со влез со голема брзина, без препреки. Јавниот градски превоз и приватните корисници. Можно за планирање на брза железница, а со тоа и нов терминал во самиот клинички центар за автобуски и за железнички сообраќај. Можност за поврзување по воздушен пат, односно хелиодром, зголемување на стандардите и нормативите во планирање на стационарниот сообраќај, односно паркирањето, вон градежните парцели, како отворени простори и изградба на катни
гаражи. Можност за поврзување со инфраструктурните водови, за снабдување со електроенергија, телекомуникации, газ, водоснабдување и одведување на отпадните води од локалитетот преку пречистителна станица на реката Лепенец. Добри микроклиматски услови и чиста еколошка средина. Погодност од финансиски и економски аспект за изградба како гринфилд инвестиција, каде што таа можност ја нема на постојната локација. Чиста, брза и сукцесивна фазна дислокација на постојниот универзитетски клинички центар на новата локација, а со тоа и можност за непречено функционирање до целосна дислокација на клиничкиот центар. Површината планирана за новиот универзитетски клинички центар е скоро 4-кратно зголемена. Тоа ќе ви го прикажам на следниот слайд. Колку големо? Од вашата лева страна можете да видите дека површината изнесува 94 хектари за новиот универзитетски клинички центар, а постојниот има приближно околу 20 хектари. Или пак, за да биде поблиско и разбирливо до граѓаните, тоа би го представил како единица мерка градскиот стадион во Скопје. На постојната локација може да собере 4 градски стадиони, на новата локација 16. Разликата од потребите и она што сака да се изгради на старата локација и потребите кои што се потребни на целиот здравствен систем и на граѓаните на Република Македонија се разликуваат во содржините планирани за различните локации. Односно, на новата локација во општина Карлош, од градби и содржини кои што треба да се појават, тоа се нов универзитетски клинички центар со медицински факултет и ургентен центар, стоматолошки клинички центар со стоматолошки факултет, градби за институт за судска медицина и криминалистика, градби за клинички центар за душевни болести, градби за групно домување на студенти и специјализанти, градби за временно домување, хотели и комерцијални намени, градби за мали комерцијални и деловни намени, простори за паркови, спорт и рекреација на вработени, водени површини и целокупна сообраќајна и комунална инфраструктура и градби потребни за функционирање на целиот комплекс. Градбите и површините кои што се планирани со претходните плански документации се произлезени од физибилити студијата за дислокација на клиничкиот центар, постојниот, како и планираните стратешки и детални урбанистички планови, ГУП-ови, урбанистички планови за четврт и ДУП. За постојната локација се предвидува според најавите и она што го има истакнато засегнатите страни во јавноста е дека се предвидува една градба, за разлика од сите тие градби претходно наведени за новата локација, со интерните клиники со хелиодром. Градбата и површината е утврдена и планирана врз основа на што? За сообраќајната поврзаност веќе говорев и претходно. Таа можете да видите и на следниот слайд, односно можноста за пристап до новата локација, како и постојниот пристап до постојната локација. На постојната локација можете да видите дека е ограничен бројот на влезови, сообраќајна инфраструктура со најнизок ранг, додека на новата локација постојат минимум 8 влезови преку патна инфраструктура, а тоа е северната обиколница, патна сообраќајна инфраструктура, примарна градска улична мрежа, како и сервисни улични мрежи планирани со урбанистичките планови. Железничката поврзаност е на следниот слайд и можете да видите дека поволноста на новата локација е и заради можноста за изградба на терминал, железнички и автобуски, каде што на постојната локација тоа е невозможно. Покрај овие области, треба да архитектите, планерите ги тангираат и други области кои што се засегнати, кои што влијаат на планирањето на просторот, како што се покрај комуналната инфраструктура за која што говоревме,
и животната средина, како и управувањето со отпадот, како и најбитната тема која што се занемарува во последно време во област на урбанистичкото планирање, а тоа се мерките за заштита и спасување. Притоа, тука се представени на слайдот погодности и ограничувања за новата и старата локација. Од аспект на придобивките во здравството, како и на граѓаните, би истакнал дека на новата локација за изграда на нов универзитетски клинички центар се појавува можност, односно можност за развој и подобрување на здравствените услови, подобрување на организационата структура на здравствените работници, подобрување на условите за квалитет за практична обука и истраживачки активности, интегрираност и рационалност во задоволување на потребите на корисниците, зголемен стандард во површина по болничко легло, зголемен стандард на зеленилот и слободната површина во рамките на градежната парцела, зголемен стандард за обслужување на лицата со инвалидитет и друго. Јас би оставил простор сега Мартин да даде еден заклучок, а понатаму и Даша. Од сите овие причини, кои што Иван ги наведе, Асоциацијата на архитекти на Македонија е против продолжување на изградба, можам да кажам реновирање и доградба на клиничкиот центар, веќе не е нов клинички центар, тоа што се планира. Со изградбата на клиничкиот центар на постојната локација ќе се направи непоправлива штета на здравството на Република Македонија и здравјето на нејзините граѓани, но и ќе се направи непоправлива штета на урбанистичкиот и еколошкиот аспект на град Скопје, кој што и вака и така декади наназад служи за градежно изживување. Доколку владата по извршените анализи кои соопшти дека ги прави, сепак реши да го гради клиничкиот центар, штетата ќе биде многу поголема од оние 5,5 милиони евра пенали кои што би биле од раскинување на договорот за градба. И таа грешка ќе биде толку голема што мислам дека ќе биде и непоправлива. Како асоциација мораме да реагираме и за изградениот простор или планираниот простор, но мораме да реагираме и за третманот на архитектите во Република Македонија. Излишно е да се прават анализи за сообраќај кога е очигледен хаосот во кој што се наоѓа клиничкиот центар. Кога ќе кажете и ќе дадете изјава дека се вршат анализи за клиничкиот центар, пред јавноста се створува слика дека некои таму архитекти не знаат што прават. Повторно ќе кажам, ова не го прават архитекти. Но, како асоциација на архитекти, со повод клинички центар, но не застануваме за клинички центар, од владата бараме од архитектите на Република Македонија, владата и сите чинители, сите власти да побараат стручно мислење, не само за клинички центар, туку за сите битни просторни зафати на тлото на Република Македонија. Под ова подразбираме активно вклучување на архитектонската фела при креирањето на јавните политики кои се занимаваат со архитектура и урбанизам. Се надевам дека не бевме предолги. Ве молам ако имате прашања. Многу јасни бе. Повелете. Прашање, едно од образложенијата беше дека ова локација за која вие посочувате дека е идеална во наводници за клинички центар во Бардовци има нерешено многу имотно-правни односи. И ќе чини малтене 5 пати повеќе од ова постојната локација. Вака, значи кој ќе кажете дека нештото ќе кошта 500 милиони или колку е... И би почнало да се гради за 4 до 5 години. Да. Значи кој ќе кажете дека нешто ќе кошта 500 милиони, добро е да кажете што е тоа што ќе кошта 500 милиони. Дали тоа е... И мене ми е дилема. Не викам да... И мене ми е дилема дали 500 милиони ќе кошта само земјата да се откупи или ќе кошта да се изгради она што Иван го презентираше, тоест факултети, нови болници и така натака. Како архитекти, ние мораме да гледаме напред и да имаме визија, и тоа ни е всушност главната работа.
да предвидиме работи. Не да го решиме проблемов сега и тој проблем да го закрпиме да држи 3 години. Факт е дека на оваа локација треба да се интервенира. И никој, валјда никој, не предпоставува дека тој клинички центар, како што би бил нов, толку гломазен, би се направил одеднашка и сега ќе ги преселиме сите доктори на некое фино отворање. Сигурно дека тоа ќе биде процес од 10 до 15 години. Тоа мислам и дека е предвидено со онаа физибилити студија. Прво селење на оние клиники кои што можат независно да функционираат. Пред се тоа збориме за стоматолошки клинички центар, заедно со факултетот, судска медицина и така натака. На крај нормално би се префрлиле оние делови кои што значат хирургија и интерни клиники. Во моментов имаме една состојба каде што сакале или некеле, валјда на сите им е јасно, нас ни е многу јасно дека ова место каде што сега е клиничкиот центар ќе умре. Да слушнам дека имаат најава дека ќе изрушат голем дел од стамбеното ткиво околу клиничкиот центар, па ќе направат некаков ринг со обраќање, тогаш да, можеме да разговараме, ама и тогаш ќе кошта. Во моментот споредуваме комплекс на згради кои што би се градил 10-15 години како цена и една зграда која што ја метнуваме во некое постојано ткиво. Рачунајте дека таму нити стоматологија, нити инфективно, нити кардиологија, нити детска клиника се менуваат, нити хирургија. Хирургија е предвидено да се реновира. Така да треба да бидете точно прецизни кога кажувате ова кошта волку, а ова кошта волку. Веќе се немерливи работите. Сега излезе дека тоа горе не е всушност клинички центар. Таму влегуваат, мисля, че не само хирургија и интерни. Сите останати остануваат на старите. Така. Прво, ние не сме го виделе решение. Дали ќе смета на пристапот на возилата кога ќе се гради, бидејќи тесен влезот, и сите останати работи? Извини што ти да земам зборот, меѓутоа во презентирањето има и повеќе детали. Ова се само главните точки кои што ги презентирав, во однос на сообраќајната поврзаност на постојната локација. Не треба да се гледа локацијата сама за себе, односно самиот клинички центар. Треба да се анализира и разгледува околината на локацијата, а тоа се постојните населби за домување, како и новопланираната населба Сопиште со Сончев град со потенцијални 17.000 жители, каде што главна врска до централното градско јадро е преку улица Мајка Тереза, односно Водњанска. Тоа ќе предизвика не сообраќаен колапс, ја би го нарекол тоа сообраќаен инфаркт, односно 5000 возила ќе тангираат и ќе пробаат да влезат во клинички центар, при тоа ќе направат попреченост на движење на специјалните возила, корисниците на околните населби, меѓутоа и на возилата со придружба, односно содржините кои што се наоѓаат во околните населби, председателската вила, премиерската вила, амбасадите и резиденциите на дипломатските представништва. Тоа и од безбедносен аспект не е полна локација. Колку што разберам, прашањето на колешката и беше, значи, ако остане ваму, значи, како планираат они да го градат? Тоа јас ќе ви го одговорам. Тогаш ќе биде сообраќајна кома, не сообраќајна. Така, значи, она што го кажав и во воведот и во заклучокот. Од никоја релевантна институција која што се бави со архитектура и урбанизам не е побарано мислење. Дури и не сме го виделе проектот. Јас лично го немам видено проектот и мислам дека од сите овие колеги одека никој го нема видено проектот. Секој проект би требало да има и проект за рушење и проект како ќе се раководи со градилиштето. Ни тие проекти не сме ги виделе. Искрено кажано, на она место каде што е предвидено, биќе ние сме виделе исклучиво неколку рендери, сликички, како тоа ќе изгледа.
колку влезови ќе има и така натака, тоа буквално го немаме видено проектот. Кога ќе го видиме проектот, ќе можеме да дадеме суд дали тој одговара или не одговара таму во најдобри услови. Пак повторувам, во промена на некој сообраќајен режим кој што е на поголем зафат. Самото градење, можам да ви потврдам дека ќе направи за пациентите таму ќе имате градба која што ќе трае, која што создава прашина, ќе бидат неподносливи услови за пациентите кои што во моментов или се следни за сместување таму. Во моментов веќе имате возила во мирување кои што чекаат, кои што прават еколошка катастрофа. Воздухот на клинички центар, се надевам дека некој ќе го измери, но возила кои што во мирување ви стојат, загадуваат исто како возила кои што се во движење. Разликата е што кога возилото ќе помине, само кратко време еден локалитет го загадува, а возило кое што работи на едно место постојано го загадува тој простор. Мартин, морам да поставам на прашање, мене се јасни 20 минути веќе работите. Значи, архитектите во самиот војот рековте дека сте незапознаени, непрашани во континуитет веќе 10 години, тоа продолжува. Предвидовме презентација на двата проекта, ако јас добро сватив, меѓутоа ние мора да пренесеме понатаму до нашите гледачи и јавноста, дека архитектите го одбраа кое решение и зошто. Мислам да ги упростиме работите. Ова е по вебе, слушам и се. Велите ова заради додека се гради прашина, ќе има и ретроги работи. Да не навлегуваме во подробност. Да сублимираме. Од она што не сте го виделе, го одбирате второто, така? Значи, сублимирано кажано. Повелувачи. Промена на локацијата на клинички центар мора да има. И тоа колегите архитекти и урбанисти го кажале многу долго. Сега вашиот, јас став каде да, што да кажем? Ставот е јасен. Ставот е јасен. Друго прашање? Може да прашам, ме интересира дали како асоциација на архитекти, како колеги сте имале можност да го видите проектот кој што владата тврди поранешната и сегашната дека е изработен. Нашите информации се дека италијанска фирма заедно со прототип, која што е македонска фирма, но не е проектантска, него е фирма изведувачи, веројатно единствена можела и да даде банковска гаранција при изработка, со проектантите била не се во можност тоа да го направат. Кој е тој сериозен тим од сериозни архитекти и останати инженери, кој што го изработил тој проект како 3D слика што сите го гледаме, кој што впрочем истиот беше презентиран сега на состанокот на владата со представниците од банката. Само да дополнам, дали ви е познато кој е таа проектантско биро Круг? Лично не ги познавам. Значи, слушнав од владата дека го ревидирала договорот за градба, но и прашал дали го ревидирала договорот за проектирање. Бити тендерот беше, колку што јас ме служи сеќавањето, беше да проектантската фирма треба да има не знам колку илјадници метри квадратни isprojektирани болници во земји од Западна Европа, значи не во Македонија, не во Бугарија, не во Србија. Со тоа беа тргнати македонските архитекти да не можат да бидат носители на работата. Уште тогаш се побунивме како асоциација, но нормално во тоа време состојбите беа такви да тоа беше залудно. Случајно јас лично на вебсајтот на фирмата која што го има изработено проектот, италијанската фирма, мислам дека Арен се вика, они имаат многу проекти работени на болници, но јас не видов ниту еден проект за болница. Тоа беа проекти за реновирање, за имплементирање на противпожарни стандарди и така натака. Проект како проект на изведена болница на нивниот вебсајт не постои. Така да би замолил владата да го ревидира, како што го ревидира договорот за градба, се надеваме дека им е битен и договорот за проектирање. А со овај еден апел да не повикаат и да не го покажат проектот. Треба јавно да работи. Уште едно прашање до колегата Иван, спомнавте дека студија е направена од Европска инвестициона банка за кога се правил prostorниот план за новата локација. Ме интересира, тоа се работи за истата оваја банка што сега ги дава парите за изградба на овој клинички центар или е тоа нешто друго? Вака,
Таа физибилити студија за дислокација, според моите сознанија, е изработена во 2010 година од француска консултантска компанија, чиј име не го знам, но со поддршка на Европската инвестицијска банка. Исто тоа што ги дава сега парите? Тоа не ги знаам, меѓутоа по називот на банката ми избира дека не е исто. Па се ми звучи за тоа прашувам. Тоа сега ја зборат Банката за развој на Советот на Европа, а тогаш била Европска инвестицијска банка, не знам дали го менуваат. Како агенција за prostorno планирање апелиравте и до претходната влада со вашите информации и сознанија дека и препорачувавте дека е подобро за него градот тука каде што сега пак мислат за го градот со новата локација, имавте таква комуникација? Во однос на изборот на локацијата, напоменав дека уште од 2001 година е дефинирана локацијата каде треба да се гради нов универзитетски клинички центар во ГУПот до 2001 година, а понатаму и потврдено во ГУПот до 2012 година. Доколку видите од стратешките документи за двете локации, може да се види. Од левата страна ви се наоѓа ГУПот од 2001 година, каде што е постојниот универзитетски клинички центар, а од десната, тој е од 2001 година, а од десната е од 2012 година, каде што има одредена и алтернативна намена покрај за клинички центар, да се предвиди и намена за домување и деловен простор. Но прашањето е колку. Јас овој простор, стариот простор, го гледам како нови парковски содржини во градот и тоа е бенефит и за градот и за општината. По сегашниот туп на клинички центар е направен противно на ГУПот за град Скопје. Не. Значи, зашто е оставена на постојната локација, зашто е оставена намена В, односно за здравство? Таа е оставена за да може да продолжи да функционира постојниот клинички центар, додека целосно не се дислоцираат сите гради на новата локација. Транзицијата на едната, од една локација на друга локација, тоа што кажа Иван, е предвидена веќе 2001 година. И тоа е ставот, веќе тоа го имаат изработено архитекти, тоа е ставот на архитектонската фирма. Уште од 2001 година на. Доколку имате уште некои прашања, повелете, доколку не, да завршиме. Фала ви. Да. Во врска со галиите, со премислувањето, надвор тема е ова. Па тој сме го кажали, дека галиите треба да се тргнат. Нема да става. Тој сме го кажали многу дана. Све што е изградено во коритото на река Вардар треба да се тргне, дислоцира. И да се врати стариот закон дека не сме да се гради во мениторното корито на Вардар, кој е поништен со оваа влада. Што треба да се прави со како да се решава овој проблем? Колку би коштала реконструкцијата и дали идејата за архив покрај кејот е лоша идеја? Значи, повторно, да, нормално дека е лоша идеја, повторно тој објект изграден во коритото на река Вардар, само на заштитно корито, така да тој објект, ова прашање ми го поставија пред неколку дена, се надеваме повторно дека одговорните лица ќе побараат мислење од нас, па ќе отидеме да видиме што се случува внатре. Едноставно не сакам веќе да како архитекти функционираме како некоја герилска организација која што некого ќе буцка цело време. Едноставно мислиме дека заслужуваме, како било која демократска земја, некој што има проблем да се обрати кај нас. До сега се нема обратено.